Семејството Деари од Тетово утрово го разбуди голем пожар во нивниот дом во стамбена зграда во блок 82. За среќа со брза интервенција на пожарникарите од територијалната противпожарна единица Тетово, пожарот е навремено локализиран, зашто постоела голема опасност да го зафати и станот на последниот кат. Денеска имавме еден тежок случај, тежок да речеме пожар, околу 8:30 часот во предпладневните часови, значи избувнал пожар во стамбена зграда, мислим колективна зграда, висококатница на 8 спрата што е. Зградата се наоѓа во блок 82. Од наша страна, значи, е појдено на лице место со 3 противпожарни возила и 7 пожарникари, од кои прва цел што ни беше во тој случај, значи евакуирање на станарите, на луѓето кои живеат у таа зграда. Една екипа се пушти одма на интервенција на пожарот за локализирање, значи што побрзо да го ставиме под контрола тој пожар. Значи после евакуирањето на станарите се пуштивме сите што бевме тука присутни, значи дадовме максимум да што побрзо пожарот да го ставиме под наша контрола, да го локализираме и да го ликвидираме скроз. Значи не остававме апсолутно пламените јазици да се прошират, бидејќи имаше шанса да се прошират низ другите станови. Целата работа ја завршивме успешно, професионално и ефикасни бевме многу. Кога викам успешно, значи у ова трагедија или ова, да речем, несреќа што ја погоди таа фамилија од изгорениот стан, биејќи целиот е изгорен, среќа у ова несреќа што нема повредени, значи на време беа луѓето евакуирани од наша страна. Командирот Алити потенцира дека исклучителната внимателност е најголемата превенција од пожари, зашто од најбанални работи може да дојде до голем пожар, како например приклучени адаптери или мини светла. Од банални ствари, од банални работи може да се случи да доаѓа и до некоја трагедија, да речем не дај Боже трагедија, но несреќа, ете, да се појави пожар, ние често пати и нон-стоп апелираме до нашите граѓани да бидат свесни, да бидат внимателни, да припазат, биејќи пожарот, со пожар не се игра, пожарот е една ствар која голтне све пред себе. Значи, од појавен пожар, значи може да доаѓа до најлошото, како што знаеме ние, барем ние у Тетово, што ќе остане у историја тоа у нашата професија, значи кој сме ова година сме имали у јануар месец и тешка трагедија, изгубивме 5 наши сограѓани. Внимателно, значи опет, евте, апелирам до нашите граѓани да бидат многу внимателни со пожарите и да ги контролират електричните мрежа што се наоѓа низ нивните домови, низ нивните бизнис објекти кај што вршат. И сега нарочито доаѓа времето на сезоната на грејење, да внимават многу оти со пожар не се игра. Пламените јазици во домот на семејството Деари утрово им го проголта целиот стан. 5 члена денес престојуваат кај соседите. Едно лице завршило на скопските клиники по сообраќајна незгода случајна вчера во 19 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово село Јажинце во село Лешок.
Во неа учествувале товарно моторно возило Мерцедес со тетовски регистерски ознаки, управувано од 46 годишник од село Шемшово, и патничко моторно возило Volkswagen Golf, исто така со тетовски регистерски ознаки, управувано од 71 годишен жител на село Доброште. Во незгодата 71 годишникот се здобил со тешки телесни повреди и е префрлен во комплексот клиники Мајка Тереза. Извршен е убит на местото на настанот, информираат од МВР. Вчера околу 11 часот пак од страна на вработени во затвор Тетово, при преглед на храна и пијалоци доставени од 61 годишна жителка на Мала Речица, кои ги донела за незиниот син кој е на издржување време на мерка притвор. Во една кутија со сок била пронајдена зипер кеса со хероин. Според информациите на МВР, по пријавата во СВР Тетово излезено на местото на настанот и пронајдената материја е предадена за вештачење. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во полицискиот билтен информација дека вчера на граничниот премин Табановце на излез во Република Македонија откако се пријавил 51 годишник од село Желино, при извршена проверка во казнена евиденција, констатирано е дека лицето е предмет на потрага за издржување казна затвор. Лицето е предадено во СВР Куманово за понатамошно постапување, односно за спроведување до казнено-поправната установа затвор Тетово. Тетово е една од најголемите општини во Македонија со голем број на пензионери. Со децении нема институционална грижа за старите лица. Изнемоштени оставени сами за нив нема кој да се грижи, затоа што во градот нема дом за нивно сместување.Оздруженијето на пензионери на Тетово велат дека потребата од дом е неопходна, кај нив постојано доаѓаат лица кои бараат покрив над глава и нега. Треба да покаже малку повеќе грижа за ова работа. На некој начин да му дојде крај на ова пат позиција, практично да кажем, за тие стари, немошни луѓе, немат фамилија, кои имат потреба за такво нешто. Не за луксус, тоа не е луксус, тоа е потреба. Голем дел од нив ги препраќаме во другите градови во Македонија. Најзагрозените претежно со помали примања ги сместуваме во собите со кои располагаме, но таму нема никакви услови ниту пак здравствена негувателска грижа, затоа и голем дел од нив веќе ги напуштиле нашите простори, велат Здруженијето. Ние на жалост, кога ќе види услови за сместување, човек не може да прифати да биде тука. Од тие 12 или семејства или луѓе поединачно што биле, само една имаме ние тука и не ја држиме. Само 2000 динари плаќа тоа за вода, за сместување, за смеќе, за све. Ето само да не таеде, пошто нема каде е. Азизи вели дека за изградба на дом за стари лица повеќе пати се обратиле до општина Тетово и до Центарот за Полошки плански регион, но таму со години не добиваат никаков одговор. И министерката за труд и социјална политика Мила Царовска потврди дека општината не покажува добра волја за згрижување на старите лица. Таа рече дека општина Тетово не доставила никаков проект и документи на јавниот повик упатен од Министерството до локалните самоуправи за изградба на старечки дом. Сите општини кои што имаат расчистени имотно-правни односи на територијата каде што сакаат да градат, што значи дупови, гупови, сменети и така натаму. Втора работа, сите кои што имаат спремни изведбени проекти, требаше да ги достават до Министерството за труд и за истите заеднички ќе изнаоѓаме финансиски средства. Дел се меѓународни финансиски средства, затоа што пријателите на Македонија стојат до нас, но исто така и буџетски средства. За старски дом во општина Тетово јас немам добиено проект. Од општина Тетово не добивме одговор зошто не се озвале на повикот на Министерството и како планира да го решат проблемот на тетовските пензионери, чија бројка достигнува и до 13.000 лица. Околу 340 деца повеќе од лани згрижила оваа година јавната установа Детска градинка Младост Тетово, заедно со центрите за ран детски развој. Иако ова се бројки над капацитетите со кои располага институцијата, градинките максимално ги задоволуваат потребите на секое дете, со цел да се излезе во пресрет на родителите и нивните најмали, кои имаат вистинска потреба од вакво згрижување. Годинава стартуваме со 1120 деца и мислам дека е тоа многу над капацитет.
и негдека 150 деца во моментот чекаа на листа на чекање. Очекуваме дека ќе можеме да ги примиме и тие деца, со тоа што имаме повремено, например, детето не може да се адаптира во градинка и така што родителите не се доволно упорни и ги повлечуваат децата, со тоа се повикуваат другите родители кои чекаат на ред на чекање и примаме деца преку цела година. Иако имаме голем број на деца, ние сме спремни за тој број, со вработени, со капацитети, значи површини кои ги имаме во занималните, така што немаме никаков проблем. Затоа настојуваме да ги примиме и другите деца, да им излеземе во сред на родителите. Тука во Тетекс проширивме занималните, значи одзедовме дел од 2 балкони, каде што занималните ги проширивме, за да можеме уште повеќе деца да примиме. Во моментов се во завршна фаза работите во центрите кои ќе бидат од оваа година отворени во Гајре и Бродец. Директорката Рамије Даути вели дека општина Тетово навистина се залага за зголемување на капацитетите на градинките младост, но се уште има потреба од нивно проширување. Општина Тетово има работено на тој смер со тоа што и се отвори градинката во Джепчиште, се отворија центрите за детски развој, но тука треба повеќе да водат сметка руралните општини, каде што нивните деца доаѓаат тука во нашите градинки, а ние како градинки сме обврзани да примеме секое дете кој ќе се пријави да биде примено. Интересот на родителите во Тетово да ги запишат своите деца во градинка од година в година се повеќе се зголемува, зашто се подига свеста кај нив дека покрај згрижувањето, децата за време на престојот во установата се социјализираат и се воспитуваат. Председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани вели дека поддршката за Македонија од лидерите на европските и НАТО земјите ќе продолжи, но само ако докрај се имплементира договорот со Грција. Тој предпоставува дека тие можат да најават и санкции за земјата, особено за ВМРО ДПМН. Господин Рамадани, по референдумот во опција се 2 решенија за спроведување на договорот со Грција. Од меѓународната заедница бараат да не се губи време и решението да се најде во парламентот. А премиерот Заев најави предвремени избори ако не се обезбеди двотретинско мнозинство за уставни измени. Според вас, кое е најдоброто решение? И понатаму најдобро решение би било кога пратениците во собранието би гласале за амандманите и измените во Уставот, затоа што тоа значи нивна одговорност. А кога велиме одговорност, во државата најодговорни и најлегитимни за крусијални и значајни историски одлуки се пратениците, затоа што го црпат легитимитетот од граѓаните. И пред вакви историски одлуки мислам дека треба да размислат добро што ако не помине договорот во собрание, до сега нема некоја алтернатива освен тоа што да помине договорот, да се продолжи со процесот и најкраткиот пат до членство во НАТО и започнување на пристапните преговори со Европска Унија. Можно ли е ВМРО ДПМН да изненадат и да гласаат за договорот со Грција во парламентот по повиците од меѓународната заедница, со оглед дека лидерот на партијата изјавуваше дека процесот за договорот со Грција е завршен по референдумот? Нема да биде завршен, затоа што ако ние имавме една поддршка со добри намери, добрите намери за нашата држава ќе продолжат, се разбира, али само со тоа ако ние остануваме во тој дискурс, што значи и договорот да се имплементира, процесот да оди до крај.
Инаку, можна е друг начин на обраќање и на лидерите на европските земји, НАТО земјите, пријателските земји, можат, сега предпоставува, можат да ни најават и санкции. Посебно ќе има санкции за најголемата опозициона партија. Такви сигнали веќе стигнуваат. Ние имавме една порака од партијата на канцеларката Меркел, која припаѓа во истото семејство на десните демохристијански партии, каде што припаѓа и ВМРО ДПМН. Мислам дека оваа фаза сега, за да ги убедат во ВМРО ДПМН да ги изгласат амандманите, значи да обезбедат во третинско мнозинство, нема да биде само порака пријателска, него ќе биде порака која на еден начин ќе им укажува дека можат како политичка партија да претрпат и ситуации кои нема да одат во прилог на партијата, а тоа значи нема да одат во прилог и на граѓаните во државата. Целосното интервју со председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС во 19 часот. Времето денес беше умерено облачно со сончеви периоди, попладне со услови за дожд. Утринските температури се движе од 10 до 15, а дневните од 17 до 24 степени. Утре не очекува умерено облачно време. Попладне во западните делови значително облачно со локален дожд на места пороен. Утринските температури ќе се движат од 12 до 16, а дневните од 17 до 22 степени.